Добро утро, колеги. Пријатно петочно утро во главниот град. Пријатно е овде под сенка. На сонце ќе станува се потопло во текот на денешниот ден, па затоа ќе упатиме апел за нашите граѓани да внимаваат и да се заштитат од најавениот топлотен бран и особено апел до возачите кои што треба да возат внимателно и да бидат одговорни учесници во сообраќајот. Добро утро за Дејан Андоновиќ, портпарол на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Како сте утрово? Добро утро до вас и вашите гледачи. Одлично, како што и утрото, додека не фатат оние горештини кои ни ги најавуваат и не плашат дека ќе бидат. Така. Ние утрово ќе ја представиме кампањата која што е во тек. Не користи мобилен телефон додека возиш на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата заедно со Министерството за внатрешни работи, па секако и првото прашање ќе биде колку користењето на мобилниот телефон зад воланот го одвлекува вниманието на возачите и е причина за сообраќајни незгоди. Па јас статистиката не можам да ви ја кажам, но можам да го кажам она што го гледам, а гледаме дека сите луѓе без разлика дали се пешаци, возачи, велосипедисти, мотоциклисти или овие на електрични тротинети гледаат први во мобилниот телефон, аутистички однесувајќи се во сообраќајот. За жал, мобилниот телефон денеска е присутност и тој треба да е корисна работа, но многу пати знае да одвлече внимание. Гледаме на клупа како седат момче и девојка или маж и жена, па гледат во телефон, не разговараат. Некако мобилниот телефон од многу корисна работа знае да биде и некако ако неправилно се користи, да создаде некаков аутистички пристап на нешто кога сте надвор. Сега кога сте аутиста во сообраќај, тоаш го ризикувате својот живот, но и животот на тие останати кои во моментот се во исто време со вас. Не користи мобилен телефон е кампања која ја спроведуваме секоја година. Сега е во рамките на летната кампања, кога нели имаме зголемена фреквенција на сообраќај, високи температури, одење на одмор, сообраќај, значи целиот сообраќај, и сакаме и ово со мобилниве да го поминеме како кампања со цел да му кажеме на луѓето колку е опасно доколку користите мобилен телефон, а сте во сообраќај. Една статистика само ќе кажам дека на 80 км брзина доколку возите и само една секунда погледнате во мобилниот телефон, вие буквално 20 метри одите без да гледате кај сте и што сте. Сега ако земеме хипотетички сите возила кои возат на 80 км на час 20 метри да не гледаат, до каде може да дојдат работите. Значи немате контрола врз сообраќајот и врз вашето возило или вашето учество во сообраќај. Апелот е следен. Не ги користите мобилните телефони дека ги возите, на кратки дестинации немате потреба, на долги дестинации кои е толку важно застанете, па разговарајте, но во секој случај морате да бидете и пример за овие млади генерации кои се повеќе се само со мобилните телефони, и ако вие како родител ве гледа детето дека сте во мобилен телефон, сигурно и тоа ќе биде такво. Ни престои празничен викенд, не очекува празникот 2 август, се очекува изголема фреквенција на возилата кон туристичките места, секако излетничките дестинации. Ајде уште еднаш кои се најважните препораки на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот за безбедно и одговорно учество во сообраќајот. Да бидеме смирени, одговорни, да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и така се грижиме и за нашата и за безбедноста на другите. И да не бидеме нервозни кога ќе налетаме на гужва, бидејќи е нормално да има гужва. Трпеливоста пред се. Пред да тргнете на пат, гледајте ги условите какви се, што се, колкава е фреквенцијата, или темпирајте го времето кога да тргнете, или доколку сте тргнале, немојте да бидете лути по тоа дека сте улетале во гужва, да бидете нервозни и таа нервоза да предизвика некакви несакани последици. Апелот е секогаш ист. Почитувајте ги правилата, прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, бидете одморени додека тргате на пат, каде и да одите, гледајте и бидете видени. Конзумирањето на алкохол, мислам дека не треба да го повторуваме, тоа се подразбира. Нека ви е исправно возилото, гледајте ги условите на патот, временските услови, високи се температурите. Ако не морате пак баш у тој момент, немој да тргате, бидите трпеливи и одговорни, подигнете јавната свест и имајте малку сообраќајна култура. Дејан, ви благодарам многу за гостувањето утрово. Благодарам на вас. Ние го упативме нашиот апел, останува секој да биде одговорен, свесен и да придонесе за безбедноста на сообраќајот на патиштата, да имаме што помалку сообраќајни незгоди и да немаме жртви од сообраќајни незгоди. Студио.